комисијата понатаму во предметите каде што донесе мислење дека не постои дискриминација, значи се побива самата себе во првичните позитивни одлуки. Имено, како што реков, учебникот за педагогија, нели, беше најдено дека постои дискриминација по основ сексуална ориентација, меѓутоа за учебникот криминалистичка психологија, комисијата најде дека не постои дискриминација по основ на сексуална ориентација кон трансродовите лица и лицата со нехетеросексуална ориентација, од причина што тоа представувало нели изразување на научна мисла и најде научно оправдување за ваквото изразување, станува збор, значи во оспорениот учебник постои изјава од типот насилствата на травеститите може да бидат многу брутални, иако ретки, насочени кон женскиот пол како чин на одмазда затоа што природата ги казнила не давајќи им целосно женски изглед. Значи комисијата ваквата изјава и слични изјави на оваа, значи најде дека не представуваат вознемирување и дискриминација спрема лицата со различна сексуална ориентација, иако нели членките на мрежата во представката го тврдеа спротивното. Случајот за познавање на околината, значи се однесува на учебникот за познавање на околината за трето оделение, каде што беше поднесена представка дека постои дискриминација, наводна дискриминација за луѓето со бошњачка етничка припадност, кои што значи бошњаците беа изоставени беа изоставени значи во овој учебник како нели етничка заедница во Македонија, иако се наведени во преамбулата на уставот. Комисијата значи тука најде дека постои дискриминација по етничка припадност, меѓутоа нема препораки значи да се повлече учебникот или да се направат измени во самиот учебник во рок од 30 дена, зашто нели е доставена барање за дополнување и допрецизирање на ваквото мислење. Значи понатаму случајот стоматолошка клиника. Овој случај е доста интересен затоа што значи е поднесен од невладина организација ХОПС заради дискриминација и вознемирување на лицата кои што употребуваат дроги, заради нееднаков третман од страна на стоматолошката клиника во Скопје. Имено на овие лица, значи во здравствените легитимации, значи старите здравствени легитимации, или да речеме на друг начин, доколку ги препознаат како лица кои што употребуваат дроги, се препраќани на дополнителни испитувања на инфективната клиника, секако на свој трошок, за заразни болести преносливи по крвен пат, како хепатитис С, Б и ХИВ. И доколку некој од нив нели се вратат со позитивни резултати, третманот не им е одбиен, меѓутоа се третирани многу поразлично од останатите пациенти, односно се третирани во подрумски простори со застарена опрема и со посебен начин на заштита. Во овој случај комисијата најде само делумна дискриминација, имено самиот третман, значи поразличен третман од останатите пациенти не беше прифатен како основ за дискриминација по здравствена основа, со образложение дека наводно требало да се заштитат медицинските лица кои што работат нели со оваа група на луѓе, односно со луѓе што се инфицирани со разни болести, додека најде дискриминација само во делот каде што им се наложуваше на овие пациенти на свој трошок, значи да доплаќаат за дополнителната опрема за заштита. На првиот случај за заштита од дискриминација врз основа на сексуална ориентација беше одлучен позитивно, за да следниот беше спомната книгата Медицинска психологија одлучи негативно, а понатаму следи тренд на игнорирање на случаи на заштита од дискриминација врз основа на сексуална ориентација, така што овие 5-6 предмети не се решени во година и пол. Тука се предметите за континуираната хомофобична кампања од страна на неколку медиуми кои што се блиски до владата. Тоа се станува збор за весникот Вечер и Сител. Значи,
и по поднесените ургенции до комисијата ние до ден денес немаме одговор дали постои или не постои, значи ни позитивно ни негативно решение, односно препорака, а од друга страна комисијата се уште нема одлучено и по изјавата на министерот за труд и социјална политика, која што беше вознемирувачка во однос на лицата со хомосексуална ориентација, и од поднесувањето на таа представка има година и пол поминато, се уште нема никаква разрешница. Битно е да се подвлече дека комисијата во случајот педагогија, во сега скорашниот случај за психијатрија и медицинска психологија, изјавите каде што хомосексуалната заедница се третира како болна, која што не знаме пренесува ХИВ, треба да се лекува, треба и така натаму. Значи таквите етикети, таквите вознемирувачки изјави се содржани и во овие колумни и изјави против кои што се поднесени против весникот Вечер, против телевизијата Сител, против министерот, значи таа содржина што но укажува на една тенденција на комисијата да против едни дискриминатори има еден аршин, против други дискриминатори има друг аршин, така што препораката би била да во иднина комисијата да, нели, како што и треба да биде независно тело, независно против кој се води постапката, кој е потенцијално дискриминатор, дека треба да одлучува во својот законски рок и да одлучува на начин на кој што доколку постои дискриминација ќе утврди дискриминација, доколку постои вознемирување ќе најде вознемирување. Независно на основата и независно кој е дискриминаторот. Така што генералната оценка е дека во Македонија не постои соодветна заштита од дискриминација по сите основи, можам да кажам, али посебно еве за основот кој што е мој фокус и фокус на организацијата која што ја представувам. Значи не постои соодветен механизам за заштита од дискриминација. Побарано да се утврди сегрегација и ментална и телесна дискриминација. Ако го видиме законот, ќе видиме дека сегрегацијата не е утврдена како посебен облик на потешка дискриминација и токму во оној случај на сегрегација на децата роми во Битола побаравме од комисијата, ја тестиравме и сакавме да видиме дали и како ќе решава во однос на ова прашање, а од друга страна да го покренеме прашањето за измена на законот за спречување и заштита од дискриминација и воведување на сегрегацијата како посебен потешок облик на дискриминација. Она што е негативно во овој случај, што оваа представка една од првите представки кои што мрежата ги има поднесено до комисијата и после повеќе од 3 години немаме се уште никаков одговор, што ни дава индиција дека комисијата не е спремна да постапува по овие облици на потешка дискриминација. Ова е особено значење кога се земе фактот дека заштитата на дискриминацијата доби сосема нови димензии во 2010 година со донесување на Законот за заштита од дискриминација, при што е многу потребно ставовите мислењата на комисијата да имаат едукативен карактер. Меѓутоа, за жал, кога би ја погледнале веб страната на комисијата за заштита од дискриминација, ќе видиме дека правните практичари не можат да бидат информирани за постапката на самата комисија од причина што не постои ажурирање на податоците, односно не се прави резиме на нивните ставови и мислења, и се уште на веб страната се наоѓаат мислења од 2011 година, а од 2011 година наваму нема ниту едно мислење и став на комисијата за заштита од дискриминација. Од друга страна, годишниот извештај кој што го објавува комисијата не може да се земе како единствен репер за запознавање на практиката на комисијата, од причина што тоа е многу малку како практичарите да се запознаат со работата на комисијата, бидејќи во претходниот извештај кој што го објави комисијата го следеше мрежата, е утврдено дека тој нема едукативен карактер, недостасува објаснување на трендовите на дискриминација, како и тоа зошто подредени основи на дискриминација имаме зголемен број на представки и која е причината, односно недостасува објаснување за ефикасност од работата на комисијата и зошто имаме толку голем број на нерешени предмети. За утврдување на дискриминација по основ на политичка припадност, за разрешување на 8 директори во општината Гостивар, веднаш по промената на локалната власт. Променати се само оние директори кои што биле припадници на политичката партија која што
претходно била на власт, а не е променат единствено еден директор кој што не е член на политичката партија, така што имаме и во конкретниот случај компаратор врз основа на кој што судот треба да се води при утврдување на дискриминацијата. Мрежата за заштита од дискриминација поднесе кривична пријава и за случајот за дискриминација кон ромите. Излегоа доста критики по однос на овој случај, издружени на владини организации кои што бара реакција од страна на институциите, меѓутоа не се огласи јавното обвинителство. Комисијата за заштита од дискриминација морам да ја пофалам во овој случај поради тоа што излезе соопштение, а дознавме и на нивната промоција дека донели позитивна одлука во овој случај. И сега ќе се надоврзам со она што го кажа Тања, дека повторно недостасува објава на овие одлуки за ние и како невладини организации кои што работат во овој дел, меѓутоа и другите правни практичари како што се судиите да можат да прочитаат јавното обвинителство и така натаму, да можат да прочитаат по кои основи е утврдена таа дискриминација и воопшто дека комисијата веќе има донесено позитивно мислење кое што во одредени други постапки може да биде користено како доказ. Во конкретниот случај се работеше за дискриминација кон ромите, која што доби расна дименсија, значи не само по основ на етничка припадност, поради тоа што постаа информации дека дека им било наложено да не работат во делот за храна. Ние ги контактиравме жртвите на дискриминација, меѓутоа истите и се случува не само во овој случај, меѓутоа многу често граѓаните да не сакаат да поведат судски постапки поради определен страв како тоа ќе се одрази и во понатамошниот тек од работните односи или пак во некое друго вработување ако случајот излезе во јавност и така натаму. Така